Поимот инклузија не можеме да дозволиме да остане табу тема во Македонија. Секој чекор колку и да е скромен, само придонесува до кревање на свеста за лицата со посебни потреби. Во градинката 25 мај денеска беа презентирани дидактички помагала за дечиња со посебни потреби. Тие добија играчки специјализирани за нив, како и парична донација. Присутни на конференцијата беа градоначалникот на Газибава Борис Ѓоргиевски, како и деканот на Филозофскиот факултет Ратко Дуев. Организиравме хуманитарна донација на средства за децата со посебни потребни, каде што овој дел на играчки и помагала навистина ќе им помогнат на воспитувачките и негователките во детската градинка 25 мај во наредниот период, затоа што навистина овие средства ќе ни бидат од неопходна потреба во делот на нивната едукација и нивното воспитување во детската градинка. Општина Газибава и понатаму заедно со општествено одговорните компании и организации и факултети и понатаму ќе води грижа за подобрување на условите во сите детски градинки во општина Газибава. Сега овој скромен чекор, играчките што се позади нас, да ја поттикнеме од општествената одговорност, кај не само на овие три представници студентска, туку кај многу повеќе институции, па и јавниот сектор, за да едноставно направиме едно општество подобро за сите. Може би е скромен почетокот, но се надевам дека во иднина, а веќе имаме најава, ќе ни се придружат и други институции државни, како Музејот на Македонија, Кошкиот музеј, па се надевам дека и донацијата ќе биде многу поголема во иднина. Заклучно беше дека секое добро дело со добро ќе се возврати. Донацијата е само еден мал чекор за да им се помогне на најмалите и најмилите, односно на оние на кои им е најнеопходно. Нашата држава не смее повеќе да талка со поимот инклузија. Деканот, градоначалникот и директорот на Агенцијата за заштита и спасување ветија дека ова е една од серии на донации кои ќе продолжат и во другите градинки.